Диалогот е најдобриот лек. Јас веќе имав еден успешен диалог во Штип, каде што после моето обраќање ми придоа луѓе од Бојкотирам, со кои разговарав и му објаснив дека од улица, од надвор, ништо не може да се смени, дека процедурата е гаранција за демократијата и дека процедурата може да живее само во рамките на институциите. Јас ги разбирам, ја разбирам нивната болка, која е насочена кон негирање на се што има врска со Северно, меѓутоа мислам дека отвореноста на прашањето за Северно и предочувањето на проблемите врзани за тоа низ призма на идентитетот е можно и кон надвор и кон натре само во рамките на институциите да се остварат и јас имам намера во отворен диалог, ако сакаат еден против мнозина, да седнам било каде, на сите нивни дилеми и прашања да одговорам, како што тоа го правам, и мислам дека само со аргументи, а не со квалификации, може да се реши овој проблем. Кога прашувате за разочараните не се разочарани само од прашањето за името, разочарани се од моделот на владеењето, бидејќи ние гласно по улиците слушавме нема правда, нема мир. Јас не ја гледам правдата никаде во Македонија во моментов во овие 2,5 години. Предпоставувам дека таа е ексклузивно право само на носителите на власта. Впрочем, мислам дека и абстиненцијата или неважечките гласови имаат врска со предупредувањето на оваа власт и сметам дека моите шанси да ги придобијам нивните гласови на разочараните, на оние кои биле аполитични, се многу поголеми. Зошто? Бидејќи јас не сум ја креирала сегашната катастрофална демократска и економска ситуација, туку тие. Не знам зошто во следните 2 години и помалку од 2 години би можеле поинаку да постапуваат. Тоа е системски проблем. Корупцијата во Македонија е системски проблем. Кризата на лидерството е системски проблем. Поданичката политичка култура е системски проблем. Партизацијата и политизацијата е системски проблем. Не може оние кои го креирале проблемот сега да го решат. Потребни се нови луѓе.